Почитувани Мирдита, добар ден и добро дојдовте на оваа пресконференција на која ќе ги презентираме наодите од алтернативниот извештај на невладините организации за состојбата со правата на децата. Извештајот беше поднесен до Комитетот за правата на детето при Организацијата на Обединетите нации како дел од периодичниот циклус на известување за спроведување на Конвенцијата за правата на детето во државата. Извештајот овозможува детална анализа на широк спектар на прашања поврзани со правата на децата од последните 10 години, структурирани во 10 теми. Подготовката на извештајот ја раководеше Детската амбасада Меѓаши, а свој придонес дадоа повеќе од 30 организации и неформални граѓански групи, од кои најголемиот дел се членки на Македонската национална коалиција за правата на детето. Сега ја поканувам Васка Бојаджи, помлада истражувачка и специјалист за детски права, да даде осврт на наодите од алтернативниот извештај. Повели, Васка. Да. Добар ден на сите и од мене. Како што кажа Фатмира, станува збор за еден опсежен извештај во чијашта работа учествува над 30 граѓански организации, а покрај тоа самиот процес на подготовка исто така вклучуваше една широка детска анализа. Понатаму беше спроведен и анкетен прашалник за деца во кој што учествуваа над 1000 деца од цела држава. Беа одржани информативни средби со над 40 наставници од цела држава, како и информации беа прибавени преку барање за пристап до информација од јавен карактер за оние сфери каде што не достигаа податоци. Јас накратко ќе ги сумирам некои од поглавните наоди во извештајот, а понатаму и Драги ќе презентира делот за вклучените согледувања. Во делот на општи мерки за имплементација од извештајот беше утврдено дека во голема мера правната рамка домашна е во согласност со Конвенцијата за правата на детето, но за жал се уште постојат некои сфери кои што не се согласени со Конвенцијата. Сепак основна пречка за спроведувањето на Конвенцијата представува слабото спроведување на законите во државата, како и недостатокот на финансиски, човечки и други капацитети. Недостатокот на стратешки пристап како на национално, така и на локално ниво исто така представува голем предизвик. Во Македонија последниот стратешки документ кој што се однесува на заштита на правата на децата, тоа е Националниот план за акција за правата на децата, е истечен од 2015 година и од тогаш па до денеска не е направена евалуација на истиот, ниту пак е донесен нов стратешки план. Што значи дека државата буквално е без план за како да ги унапреди правата на децата. Дури ни на локално ниво не постојат акцијски планови или други документи, стратешки документи за јавни политики кои што се однесуваат на заштита и напредување на правата на децата. Понатаму голем проблем представува и фактот што не постои повеќе координативно тело за спроведување на Конвенцијата за правата на децата. Значи пред 10 години комитетот до кој што се поднесува извештајот, кој што е еден надзорно тело на Обединетите нации и го следи спроведувањето на Конвенцијата во сите држави, комитетот пред 10 години има дадена препорака на државата дека тогашната Национална комисија за правата на детето дека треба да се унапреди, да се заакнат нејзините капацитети и да се прошират надлежностите. За жал, во 2017 година владата има донесена одлука со која што без никакво образложение ги има разрешено сите членови на оваа координативно тело, вклучително и Меѓаши, без при тоа на каков било начин да ги извести и организациите и институциите кои што членуваат во координативното тело. А на наше изненадување по барањето за пристап до информации од јавен карактер до Генералниот секретаријат на владата, исто така не добивме понатамошно
објаснување за причините за ваквото разрешување и престанок на работата на телото и едноставно само бевме известени дека нови членови на истото не се назначени, а при тоа ова тело беше клучно за да се обезбеди еден координиран пристап во спроведувањето на Конвенцијата за правата на детето и ја обвинуваше работата на повеќе институции кои што работат во областа, како и на граѓански организации, на УНИЦЕФ и Народниот правобранител. Понатаму во извештајот исто така се нотира и намалување на државните трошења за социјална заштита, образование и здравствена заштита на децата во споредба со останатите трошења и издатоци во државата. Исто така се забележува и за ограничените капацитети на оделението на Народниот правобранител за заштита на децата и на лицето со попреченост, чиј што тим број само 4 членови, кои што двајца се правници, двајца социјални работници. Исто така и за разлика од индивидуалните случаи кога во главно се почитуваат препораките на Народниот правобранител, истите препораки на Народниот правобранител во поглед на системски промени не се спроведуваат од страна на институциите, а токму тие се клучни за превенција на различни форми на повреда на правата на децата. Според истражувањето кој што го направивме со децата, најголем дел, односно над 60%, имаат слушнато за Конвенцијата за правата на детето, но за жал многу е мал бројот на деца, односно околу 3% кои што ја имаат прочитана Конвенцијата, што укажува всушност и на поголемата потреба за зголемување на информираноста на децата, како и на плюс на возрастните за овој многу битен документ. И покрај тоа што се забележува дека постојат зголемени напори од страна на институциите и на владата за соработка со граѓанскиот сектор, сепак се нотира дека таквата соработка не е секогаш системска, не е секогаш инклузивна и најчесто роковите за одговор или задавање на коментари на одредени правни акти или стратешки документи се премногу кратки за организациите да можат да одговорат соодветно. Во темата на генерални принципи се забележува дека постојат поголем број проблеми. Најпрво високата, присуството на дискриминација на децата по различни основи, вклучително и по основ на возраст, на пол, на попреченост, на етничка припадност, финансиска состојба на семејството, но децата исто така забележуваат дека тие често се дискриминирани најчесто од страна на своите врсници и поради својот изглед, поради бојата на кожата или пак телесната тежина. Во државата се уште за жал постои сегрегација на децата роми во посебни училишта, а децата со попреченост пак имаат бројни пречки за пристап до образовни услуги, до здравствени услуги и останати услуги и добра. Најдобриот интерес на децата пак повеќе е декларативен отколку водечки принцип, значи отколку суштински принцип во работата на институциите. За жал, додека пак принципот на почет на ставовите на детето не е до крај спроведен во законската регулатива. Во поглед на насилството врз децата, во извештајот се нагласува дека 10% од децата биле жртва на насилство, дека повеќе од 20% познаваат некој врсник кој бил жртва на насилство, при што најчесто всушност станува збор за врсничко насилство. Ова се податоци кои што исто така ги добивме од истражувањето спроведено со децата. Насилното дисциплинирање во домовите, значи од страна на родителите, за жал се уште представува секојдневие на децата и стапката на насилно дисциплинирање е многу висока и исто така практикуваат 79% од родителите и старателите според истражување на УНИЦЕФ. Раните бракови, иако се проблематика за која што ретко се зборува, тие се уште присутни и за жал не постојат соодветни програми кои што ги адресираат, кои што го адресираат овој проблем. Пред 10 години исто така комитетот помеѓу другото има препорачано на државата да даде соодветна финансиска и секаква друга поддршка на SOS телефонот за деца и млади на Мегеше, затоа што истата линија е единствена од овој вид во државата, но после една деценија практично SOS телефонот нема добиено никаква таква форма на поддршка и покрај обидите на Мегеше континуирани за да истото се обезбеди. Во делот на насилство врз децата исто така се утврдува дека постојат зголемени напори за воспоставување на координиран пристап
цел намалување на стапките на насилство врз децата, но дека се уште не достигаат превентивни програми, мултисекторска соработка и дека јавните политики се спроведуваат не секогаш соодветно. Во делот на општо здравје и добро состојба, за жал има многу аспекти поради кои што сме разочарани. Од една страна имаме одредени подобрувања во однос на перинаталната доничката смртност и смртноста на деца до 5 години, но сепак овие параметри остануваат далеку над просекот во Европската унија и тек во наредните години ќе може да се види дали имаме тренд на намалување или пак повторно истиот ќе се одликува со осцилации како во изминатите години. За жал, постои многу низок човечки капацитет во здравствениот сектор, така во извештајот се нагласува дека е намален бројот на педиатри за дури 15% од периодот, значи од 2011 година до 2016 година, и исто така постои несоодветна обезбеденост на лекари за деца и млади, така да според податоци од 2018 година во просек имаме еден лекар на 4892 деца и млади од 7 до 19 години. Грижата за менталното здравје на децата е далеку под грижата за физичкото здравје на децата. Немаме развиено соодветни услуги за ментално здравје кои што се базирани во заедницата и всушност од почетокот на пандемијата поанаваму децата нагласуваат колкав проблем имаат во пристапот до здравствени услуги, значи генерално и за физичко и за ментално здравје. Исто поразително дека децата во Македонија со години наназад се помеѓу првите во Европа со прекумерна тежина и несоодветноста на исхраната во градинките, училиштата и ученичките домови, а според истражувањето кој што го направивме, исто така децата конзумираат во голема мера нездрава храна за време на одморите во училишта. Во поглед на образование, одмор и културни активности, битно е да се нагласи дека во текот на изминатите години постои одредено зголемување на опфатот на децата со предучилишно образование, но истиот се уште е на незадоволително ниво, така секоја година се соочуваме со проблеми за упис на децата во градинките, предолги листи на чекање, а предучилишното образование е клучно за целокупниот развој на детето. Пристапот до образование е предизвик за некои групи на деца, како например децата на улица, понатаму децата кои што немаат примерно соодветни вакцини и се разбира дека пандемијата создава дополнителни проблеми во оваа насока. Реформите образовни во изминатите години се базира на процеси кои што не ги вклучуваа главните чинители како наставниците, родителите и децата, и поради тоа истите не до крај ги остварија целите за кои што беа наменети. И поради тоа во нашиот образовен систем помеѓу другото се карактеризира и со ниски компетенции на учениците и во читање, во математика, во природни науки. Децата нагласуваат дека станува збор за образовен систем кој што недоволно го развива нивното критичко мислење, дека често имаат преобемни наставни програми, дека имаат учебници со несоодветен квалитет и така натаму. И исто така ова е еден од ретките извештаи кој што дава еден осврт на достапноста и пристапноста на активности и услуги и соодветни установи за рекреација и спортување на децата, при што се заклучува дека во помалите урбани средини, како и во руралните средини, едноставно децата немаат доволно услови за рекреација, за спортување и учество во културни и уметнички активности кои што и такако се збитни за развој на нивниот целосен потенцијал. Во однос на децата кои што се во посебни ризични групи се констатира дека се уште постојат предизвици во однос на справувањето со трговија за деца, а како и голем број на предизвици во системот за правда на децата, мерките на превенција, институционален и воинституционален третман остануваат под меѓународните стандарди. Се разбира дека само ова е еден онака ептен краток осврт на еден детален извештај кој што е подолг, значи од 80 страници, кој што нуди детални увиди во состојбите во државата. И да, морам да кажам дека баш ми е жал што истиот не предизвикува поголем интерес од страна на јавноста,
бидејќи ваков вид на преглед истражување се прави исклучително ретко и практично ги нагласува сите проблеми кои што постојат во системот и пошироко. Ама ете, тоа е тоа. Така да ако имате некои прашања за мене, ќе ви станам на располагање на крај. Фала ви. Благодариме, Васка. Сега го поканувам Драги Змијанац, основач и председател на првата детска амбасада Меѓеши, да даде заклучок и согледување за извештајот за состојбата со правата на децата. Повели, Драги. И благодарам, Фатмире. Благодарам и на присутните новинари. Јас нема да се фокусирам околу присуството на новинарите на оваа пресконференција. Веројатно за тоа може ќе имаме друг настан. Сега ќе се фокусирам на она зашто навистина ретко се прави. После 10 години излегуваме повторно со извештај во сенка, подготвен од 32 граѓански организации, кој дава поинаква слика од оној од државниот. Се надевам покритичен, бидејќи сме грасрут организации кои работат на терен и верувам дека податоците се релевантни. Во однос на граѓанските права и слободи, морам да нагласам дека се уште постојат деца кои не се регистрирани во матична книга на родените, така наречени деца фантоми, од кои повеќето се роми, но нивниот број точно не се знае, иако еднаш излезе Министерство за труд и социјална политика со некаква бројка од 330 деца, но знаете, сивата бројка може да оди 1:5, па и повеќе. Државата нема превземено мерки за елиминирање на практиката на тајно посвојување, што не е во согласност со Конвенцијата за правата на детето, имено ги штити родителите, условно кажано, кои под одредени околности се откажале од детето, што не значи дека не може да се предомислат, го третираат според Законот за семејство како тајност, а Конвенцијата предвидува детето се ги знае своите биолошки родители поради сплет на многу околности, вклучувајќи го и избегнувањето на инцест. Инаку пред да продолжам само да ви кажам дека овој извештај кажува дека состојбата со правата на децата иде во регрес, надолу, удолно, значи нема прогрес, освен во деинституционализацијата. И ова нека биде запишано како главна поента во однос на државата која се обврзала дека ќе ги спроведува во пракса сите членови од Конвенцијата за правата на детето кои му дефинираат на детето благосостојба и најдобар интерес. Средношколското организирање се уште не е законски регулирано, иако првата детска амбасада Меѓеши заедно со Коалиција сега и Млад образовен форум достави до Министерството за образование и наука и до пратениците во минатиот мандат готово решение. Тоа се најде во фиоките во институциите на системот. Ученичкото учество е регулирано со Закон за основно образование, но не се регулира со Закон за средно, бидејќи тоа се уште не е донесено. И замислите сега имате детско учество и детски активизам до 14 години, после тоа сте во тампон зона без дефинирана законска рамка. Децата не го уживаат целосно нивното право на мировно собирање. Дел од средношколците, учесници на протести во изминатиот период беа изложени на закани од страна на училишните раководства, како и обиди за партиско етикирање во пошироката јавност, на тој начин го шеки го граѓанскиот детски активизам, да го кренат гласот, силно да зборат за проблемите со кои секојдневно се соочуваат. Во однос на семејната средина и алтернативно згрижување, имаме повреда на правото на детето да остварува личен и непосреден контакт со родителот со кого не живее, е проблематика на која се однесуваат најголем број представки до народниот правобранител во изминатите години, но најчесто и причина за јавување на нашиот SOS телефон. Имаме класично отуѓување на детето од родителот, од страна на еден родител, и покрај тоа што имаме решенија од Центарот за социјална работа, тие не може да се реализираат во пракса. И затоа група на родители се здружија во иницијативата Заедничко и одговорно родителство и по развод, барајки законски измени, и покрај две јавни дебати во собранието, се уште нема слух од Министерството за труд и социјална политика да се измени и да се подобри состојбата, да се оттргне можноста за отуѓување на детето од родителот. Во однос на општата здравствена состојба, добро состојба, загрижувачка е состојбата со загадувањето на воздухот и животната средина.
не само во урбаните средини, туку веќе и насекаде низ Македонија, континуирано над европските предвидени стандарди и представува аларм многу одамна, а забележувате дека веќе алармат и не одзвонува. Енорно аерозагадување, посебно во зимскиот период, е проблем на 2/3 од децата, кои истакнува дека истото се одразува на нивното физичко и ментално здравје, им го ограничува секојдневното функционирање и ги принудува да останат принудно во своите домови. И додека градоначалникот сака да го украсува Скопје, да одвои 200.000 евра за украсување, децата тоа не можат да го доживеат, бидејќи веќе се во целосна изолација во своите домови. Секој трето дете во државата живее во сиромаштија. Ова е исто така голем аларм за Министерката за труд и социјална политика да ја свати сериозноста на проблемот. Паричната вредност на социјалните надоместоци е премногу ниска, додека постоечките услуги на социјална грижа и поддршка се недоволно развиени и не обезбедуваат адекватен минимален екзистирачки животен стандард на децата. Секако засегнати се тука не само децата, туку и родителите и поширокото семејство. Образование. Пандемијата од COVID-19 значајно го отежна образовниот процес. Не сите ученици беа во можност да следат онлайн настава, поради немање технички уреди интернет и да добијат исто ниво на поддршка во домот. Декларативното залагање на Министерката за образованието дека е достапно и предвидено за секое дете, ги оневозможува најранливите категории да не можат да следат квалитетна онлайн настава. Не е доволно со печатен материјал или на телевизија и не се во еднаква состојба. Имаме класична дискриминација на оваа категорија на деца во образованието. Социјални мерки на заштита. Нема и се уште ќе нема и веројатно ќе нема прецизна евиденција на бројот на деца на улица, улични деца, од кои најголем дел се роми. Ние излегуваме заедно со група на граѓански организации дека има околу 1500 до 2000 ката дневно се на улиците, питачат, заработуваат, продаваат дребули и разни производи, но државата и Завод за статистика и Министерство за труд никако да излезе со конкретни податоци. Работата на улица е најзастапена форма на злоупотреба на детскиот труд и тоа иде директно злоупотреба на детскиот труд заедно со неписменоста и сиромаштијата рака под рака, да имаме деца отргнати од образованието без никакви субвенции и бенефиции, децата да почнат навремено да стекнуваат други животни навики, да почнат во градинка да користат бесплатни услуги. И што е најинтересно, нема форми на санкционирање на овие деца кои секојдневно ги гледаме на улица, од страна на тие што ги злоупотребуваат. И осуствува систематски одговор од државата за соодветна заштита на оваа ранлива категорија на деца и нивните семејства. Многу често сме говореле без вработување на еден од семејството, кров над глава и вклучување на децата во рана детска возраст во градинка, дека овој проблем ќе постои и понатаму. Државата мора сериозно да одвои буџетски средства за оваа ранлива категорија на деца. Благодарам. Како што нагласи Васка, јас сум подготвен ако има новинарски прашања. Благодариме, драги. Сега кој има прашања до Васка и драги, нека повели. И сега што е проблемот, одма да продолжам, бидејќи немате прашање, еве јас ќе ви кажам. Сега откако ќе утврдиме состојбата, ќе доставиме извештај до Комитетот за правата на децата. Во контакт сме постојано со нив, еве денеска ќе им го пратиме прес-релисот на англиски и ќе пратиме линк од англиската верзија на алтернативниот извештај. И ќе се брани од страна на децата и од страна на коалицијата пред комитетот и ќе стигнат конкретни препораки до државата. Државата ќе биде понатаму нема и ќе биде соучесник со нефункционалноста на системот и непочитување на правата на децата елементарно. И ние после 10 години кој ќе доставиме нов извештај, ако повторно утврдиме дека состојбата иде во регрес и нема никакви подобрувања, се поставува прашање што треба да сториме за да се подобри состојбата. Дали во партнерството со медиумите и граѓанскиот сектор може да ја принуди државата да направи чекор напред и посериозно да ги третира правата на децата. На 20 ноември имавме бојкот од страна на медиумите, каде што не има возможија, односно узурпација од политичките структури за тој ден, не има возможија на децата да се слушне нивниот глас. Децата 6 месеци макотрпно работеа,
го спрема извештајот и имаше медиумски молк. Ако забележувам и денеска има медиумски молк. Дали медиумскиот молк се должи на отвореност и гласноста на оно што го работиме, дали боли вистината или е проблем нешто друго, ќе откриеме наскоро, но ние сериозно се посветуваме на оваа работа и да знаете дека ќе бидат информирани сите членки каде што Мегеши членува, меѓународни, вклучувајќи ги и поединечно сите членови на комитетот, да дефинираме точна состојба за правата на детето, да не може ниту една владина структура, ниту министерство да биде комотно и да се наоѓа во ситуација да демантира дека состојбата не е таква. Напротив, ќе им дадеме задача да ги мобилизираме и да направат барем еден чекор напред. Може едно прашање до вас? Може само да се знае до кого, до Васка или до Драги, или до... Па кој може тој кој ја има информацијата може да одговори. Ме интересира колку број од деца, дали имате заведено, колку број од деца не можеле да следат настава, дали има во целата Македонија, значи дали има таква бројка. Значи, имаше информации дека 40.000 деца не може да добијат технички помагала, уреди, лаптопи и така натаму и така натаму. Ние заедно 4 граѓански организации наскоро работиме на обезбедување на технички уреди и ќе стартуваме многу скоро заедно со МАСИТ околу 82 лаптопи за деца кои имаме сигурни информации дека не може да следат онлайн квалитетно наставата бидејќи немаат елементарни услови. Така да се надеваме дека преку овој пример ќе потикнеме и други одговорни компании, посебно од IT секторот, да, како што има и граѓани, ако забележувате, голема благодарност до сите нив, да помогнеме, иако пак ќе кажем, ова беше главна задача на Министерството за образование, има доволно време, ние летоска направивме и анкета и точно знаевме дека во овој временски период ќе мора да се оди на онлайн и дека треба државата да биде подготвена за да може децата да следат квалитетна онлайн настава со донација на вакви уреди. Исто така спомнавте за децата кои немаат никаков документ, никаков личен документ, не се запишуваат во матичната книга за родени, на родени. Поголема дискриминација Арбано тоа нема. Децата фантоми може да бидат киднапирани, грабнати, продадени нивните органи и уште што не, а да никој не знае за тоа дете. Тоа е срамота за една држава која од низиното формирање до денес, дека 29 години, не може да го реши ова прашање. Значи, невозможно е во сериозна одговорна држава да постојат деца фантоми без извод од матична книга на родените. И тоа мора некој да сноси одговорност за таквата состојба. Дали се знае нивниот број? Јас веќе во мојата напомена кажав дека јас дури имав и жежок контакт со еден од претходните министри во МТСП, кога излеговме со изјава дека има околу 1500 фантом деца, па не демантира дека има бројка од 330, значи тие веќе излегоа со една бројка. Но знаете, тие се 330 кои се успеале да ги регистрират. И прашајте министриката Шахпаска нека ви даде број точен, затоа што и тоа е дел од нивната задача, точно да дадат број колку деца се фантоми, колку деца не одат на училиште, колку деца немаат технички помагала да следат квалитетно. Тоа е задача на државата. Наша задача е да ги потикнуваме, мобилизираме, поменуваме, да помагаме во процесот, но немаме ингеренции и инструменти да го решаваме проблемот без тоа за што се вони всушност платени од буџетот на Македонија и граѓаните кои го полнат, да го завршат тоа и на најсоодветен начин. Да те надополнам, драги. Изминатата година бе направени напори за мапирање на лицата кои што се без документација од државата од страна на МТСП. Мислам дека беа евидентирани околу 300 луѓе, но не се знае колкав дел од нив се всушност деца. Истото беше направено за во насока, значи во целиот процес на донесување на новиот закон за упишување на неевидентираните лица во посебна матична книга на родени, со што лицата, значи со евидентирањето во таа посебна матична книга на родени, тие би добиле право на образование, пристап до здравствени и други услуги, но проблематично е тоа што со уписот во таа книга тие повторно не се стекнуваат со државјанство, значи повторно остануваат ќе бидат евидентирани во посебна матична книга, но повторно ќе останат без државјанство.
Не знаеме колку лица се евидентирани до сега врз основа на овој закон во оваа посебна матична книга на родени, ниту колкав дел од нив се деца. За жал во оваа сфера не достигаат податоци од страна на државата, но генерално не достигаат податоци во многу голем број на области кои што се поврзани со децата. И фактички државата без да има соодветни податоци за децата е невозможна да креира соодветни политики, бидејќи ако не знаете на колку деца им се потребни одредени услуги, тогаш нормално е дека не може да креирате соодветни ефективни квалитетни политики за да решите еден конкретен проблем. Така да недостатокот на податоци во сите можни области, особено за ранливи категории на деца, како што се децата без документација, еден горлив проблем и пречка за успешни реформи и за успешни проекти во многу области. Јас имам прашање до Арбана, Валентина и Бисера. Размислете пред да ми одговорите. Минатата пресконференција ја организиравме комбинирано со физичко присуство во хотел Континентал кога се бранеше, односно презентираше детскиот алтернативен извештај со вклучување на децата онлайн каде што дојдоа само 3 медиуми, ако не се лажам. И ние упативме јавна критика до медиумите и ги наведовме сите медиуми кои не дојдоа. И рековме, ајде сега ќе одиме со Zoom пресконференција, очекувајќи дека секој еден новинар може да се вклучи без никаков проблем на Zoom, за да може да ја следи конференцијата. Ние настанот ќе го покриеме, не е проблем. Ќе пратиме веќе ставен извештајот на вебсайт, ќе можете да го прочитате, имаме веќе прес-релиз, ќе направиме неколку фотографии од сето ова, порталите секако ќе го објават. Јас сум чудоневиден од незаинтересираноста на медиумите за еден ваков важен настан, каде што 32 граѓански организации вложиле конкретен труд да дефинираат состојба, а немаме медиумска покриеност. Дали децата се проблем, не име фокус, дали граѓанските организации им пречат во работата на јавноста, или медиумите сметат дека ова не е доволно интересно, атрактивно за да го следат и да го покријат како многу важен настан за нас, секако и за децата и состојбата со децата во Македонија. Арбана се смееш, ако може да ми кажеш, знам дека имаш што да кажеш. Сега секој не е убаво да збориме за другите медиуми. Ја можам да кажам за нашиот медиум, не знам дали сме го следиле тој настан, не знам никога пред колку време се случило, но сигурно поради малиот број на новинари во редакција, па можеби некоја друга тема била новинарите биле посочени повеќе во други настани, како што е сега, например, проблемот со Бугарија, па со коронава, можеби затоа и е помал број на заинтересирани новинари, бидејќи немаат капацитет, немаат можност медиумите да пратат новинар до некаде или па да следат, бидејќи следат нешто сосема друго, нешто поактуелно, валјда. Тоа. Ти благодарам. Вале, ти имаш нешто да добавиш? Сега јас ќе кажам, имам и доста искуство бидејќи работев во големи медиуми. Значи, ова е одговор на општиот хаос што се случува во медиумите и нивната кадровска поставеност. Големите медиуми или немаат доволен број медиуми или имаат други приоритети, бидејќи знаеме дека најголем дел од нив се комерцијални и работат во некоја своја насока, а малите пак медиуми немаат ни капацитет, нити пак можност да пратат новинар на сите настани на кои што добиваат дневно покани, особено пак кога ќе знаат дека ќе добијат готов извештај, велат добро ова што ќе се случува сега таму, ние ќе го добиеме после на имейл, ќе го представиме на јавноста. Меѓутоа, генерално можам да кажам дека од искуство и од мојата работа, секогаш темите за деца, не знам зашто и мене не ми е јасно, можам да речам дека се неправедно подценети и кога се зборува за било што поврзано со деца, некако како ја сметаат како споредна тема, иако сметам дека по сита логика
на човештвото воопшто таа е приоритетна тема, а не тема која треба да остане некаде на маргините најдолу. И за овој проблем јас би предложила вие како организација и сите други кои што се занимаваат особено пак со вакви горливи проблеми како што се деца на улица, нерегистрирани деца, поврзани со 300 други неприлики, би требало да седнете и да поразговарате малку и со Министерство за информирање. Сега мислам дека не постои, порано имаше во претходниот состав во претходната влада, и со ЗНМ и со сите медиуми да се направи, како што рековте, една специјална пресконференција на која ќе им се објасни дека вие не правите секој ден или секоја недела пресови, правите на периодично на одреден период и дека тие имаат важност и дека имаат што да соопштат и дека треба секако малку посериозен пристап да му обратат и да посериозно внимание. Благодарам, Вале. Бисера, Мија нонстоп не следи, фала ви благодарам. Знам дека многу наготово ќе добијат информација секоја чест. Јас тоа сакав да го напоменам, дека ние како Мија секогаш сме во текст со вашите известувања, секогаш мислам дека баш секогаш видиме на пресконференции. Можеби тоа некогаш не се случува доколку дневните политики, како што каже Арбана, се во фокусот на внимание, тоа е веќе уредувачка политика, меѓутоа секогаш гледаме да ги следиме вашите настани, барем колку толку да сме во текст со она што известувате. Бисера, ти благодарам, само би ти додал дека не следите нас, туку ги следите проблемите кои ние ги третираме, а тоа се децата кои ги имаат. Така да вашето присуство ги удостојувате и децата за кои ние се залагаме веќе 29 години, и уште еднаш благодарам до уредувачката политика на Мија. Значи, Мија е државна агенција, не може да се спореди со друг портал или со некој друг медиум. Океј, можеме да констатираме дека имаме една телевизија, ТВ21, една агенција, Мија, и еден портал. Валентина, кој портал ќе го застапуваш? Па во зависност каде ќе објават. Значи, да заклучиме дека на денешнава макотрепна работа на 32 граѓански организации и иницијативи, доставен целесообразен сеопфатен извештај во сенка од граѓанските организации, државата Македонија со медиумски простор го покри наставено со една телевизија, една агенција и еден портал. Благодарам на сите. Благодариме за одвоеното време и се гледаме, се надеваме за поубави резултати за следниот извештај, а и за другите активности. Фала ви. Фалем дери. Поздрав. Поздрав. Миро Павшин. Поздрав.